Велес го зазема централното сообраќајно место на подрачјето на Република Македонија. Сите патишта се вкрстуваат тука. Коридорот 10, кој Европа ја поврзува со Грција, со Солун и Атина, со коридорот 8, кој го поврзува Јадранското море со Црното море, преку Албанија, Македонија и Бугарија или обратно. Но во такви стратешки важна точка, во Велес, Велешко, како центар на транзитниот туризам во Македонија, нема автокамп. Ако преку лето минуваат до 5 милиони туристи, од кои според статистиката 20% се кампери со камп приколки, тие нема каде да здивнат одморот по напорното патување. Нема автокамп, иако барем во Велешко има повеќе сместувачки капацитети и хотели. Но за оваа категорија туристи, камперите нема понуда. Тие ќе мора Македонија да ја минат во еден здив, да излезат без да сопрат во нив адекватни посакувани услови. Туристи има и од Полска, Словачка, Унгарија, но и кампери од Словенија, Франција и Германија. Тие минуваат илјадници километри без понуда за кампување покрај автопатот на пат кон Грција. Мотото од Македонија го имаше единствениот автокамп на релацијата од Куманово до Гевгелија. Тој работеше до 2000 година. До тогаш и бројните кампери кои што одеа или се враќаа на летување од Грција можеа каде да здивнат. Потоа престана со работа, а со тоа можноста бројните туристи да се земат нивните девизи на пропатување низ Македонија. Во Велес пред 30 години имаше автокамп, кој беше дел од хотелскиот комплекс Македонија на Велешки Интернационал. Сеќавањата се уште живи кога од месец мај до септември таму беше преполно, се бараше место за кампување. Во недостиг се кампуваше и на паркингот пред хотелот, но со згаснувањето на фирмата згасна и автокампот. Тој имаше одлична местоположба покрај автопатот Куманово Гевгелија и обратно, покрај мостот на реката Вардар и беше лоциран токму таму долу покрај реката. Но од него останаа само се спомените, нема ниту фотографии, ниту докази дека постоел. Обидите хотелот да проработи, а со него и автокампот беа неуспешни. А нови иницијативи за автокамп во Велешко нема. Можеби овој прилог ќе биде поттик за тоа.